Како сте, лордови? Добре дојдовте во новото видео на каналот на Lord of Hell. Значи, како што читате под насловот, денеска правиме македонски мим ревју. Поточно правиме реакција на мемињата од Просечен геймер. Значи, кој не го знае, тој е еден македонски мимер, не знам како и да се вика, значи прави македонски мимс. Следете го на Инстаграм Просечен_ геймер. Така да, ајде без одолговлекување, веднаш да започнеме. Првиот мим за денеска е: го пушта мајка му да оди во продавница, зема нож да трча побрзо. Пишете во коментари дали го разбравте овој мим. Доколку го разбравте, ставете лайк на ово видео, така да пишете во коментари дали знаете зошто е направен овој мим. Умира во Fortnite, најак сум, само не ми оди. Ме потсеќа на жабата многу, така да се ќе оттргнам жабата. Сакам да кажам, ќе оттагнам. Пошто жабата е тој што е најдобар во Fortnite, само не му оди, ме разбираш, или не му чини нешто. Играл 10 сати Fortnite, излегува надвор, гледа дали го брка зоната, тоа стварно треба некој проблем да си. Тато, зошто сестра ми се вика Ружа? Затоа што мајка ти многу сака ружи. Фала, тато, нема зашто, Кантер. Кочи играш 8 сати уште не си земал Викторија. Мислам дека се пронајдувам овде, брат. Онака тотално се пронајдувам во овој мим. Бара од дома 2000 за да купи поклон за Валентајн. Зверо купува тастатура. Овие ги почитувам многу. Тоа паквите геймери ги... Мислам, геймер си е геймер, брат, не можеш да осмениш, ме разбираш. Се расипал компјутеро. Во Америка, носи го на сервис. Во Британија, носи го на сервис. Франција, носи го на сервис. Македонија. Нешто, ако сакаш, јави му се на Боро, нека дојди на кафе, ме разбираш. Мислам, врло позната и чуена приказна ти ова. Сам в соба додека играш игри и кога мајка ти ќе влези в соба. Ова сум тотално јас и тоа може да се забележи на моите лайв стримови. Значи, се има десен татко ми да ми влези в соба да ми речи што се дериш бе специјалке. И јас као, овдека нешто ме... Така ми дојде тик да се издерам, ме разбираш? Тоа ти велам. Ми рече компјутеро или она. Добра девојка беше. Криво ми, ама добра девојка беше. Мислам, не ми е криво, ама да. Не знаел зошто во компјутеро има вируси. Клика на реклами. Кристина е оддалечена 2 километри од тебе. Доколку го разбравте овој мим, оставете лайк и пишете во коментари што мислите зошто овој мим постои. Последна игра. Последна. Значи, ова ти е цела вечер наредена, ме разбираш. Дерењето и пцуењето на мониторот секогаш помага. Така да, еве ви во видео мал краток дел, значи се ќе ви раскажам приказна. Беше нова година, 1 јануари, значи 3 сато са бајле. Ја и другар ми Филип бевме кај мене в соба и тој играше Кантер, јас спијав. Па после доиграл ке 3 сато, па ме разбуди да речам да станам од спиење, за ја да продолжам да играм Кантер, а тој да спија. Ја мислев дека спија, брат. Дали ме снимал ке шо се дерам, ке шо умрев на Кантер, поточно мојот тиммейт ме уби мене и почнав да му се дерам, ме разбираш, значи тоа е стварно човек со проблеми. Ма море, не си нормален, брат, не си свесен ти шо пеш, море, мене ме тепаш да... Леле, знаеш шо сакам да му направам? Газ да му плуткам и да го Ја мава Моника со јаболко и вика Fire in the hole! Кој ја свати мимо во коментари да го напиши одма. Има само една петка. По информатика. Тоа најдобар у генерација. Има повеќе игри играно отколку бивши девојки. Тоа е правилниот геймер. Тоа е геймерството, ме разбираш. Значи, повеќе игри од бивши девојки. Не се видел ова нигде. За Валентајн сите си купува мечи на еден на друг. Па тој си купува V-Bucks на Fortnite, бе шо? Играл ЦС го цела вечер и сабајлето на професорката на училиште наместо добро утро и рекол сука бијат. Ојче знам руски отколку што знам македонски, брат. Игра Кантер 10 дена и од соба до веце претрчува да не го убија некој. Дечко и девојка седа заедно. Девојкава му рекла врзи ме и шо сакаш прави ми. Ја врзал и погодете шо. Седнал да игра на компјутер, идиото! Мислам геймеро, и пази ти тој. Влегува крадец дома, па клава 7-1 surround систем слушалки да го слушни од која страна му робар низ дом. Правилните геймери не можат да стареат, ме разбираш, значи не може и стар геймер да биде, тој само крива левел, факт, број 1. Му раскинува девојката, пошто и рекол дека била небитна ко семафор во GTA.
колку многу поучни работи може да се научи од игрите. И после викајте, ние тупи сме што играме игри, бе, брат. Епа, лордови, тоа беше тоа за видео. Ја се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна, оставете лайк, доколку не дислайк. Стиснете subscribe, станете дел од лордовите и не заборавајте звончето за нотификации да го стисните, затоа што многу често правам лайв стримови. Значи стиснете тоа звончето со нотификации. Заследете ме на Instagram LordofLCJ. Ние ќе се видиме во некое наредно видео. А вие до тогаш, take a peace like a lord as always. Peace.